Имам информации, знам дека токму ти си ги бркал тие спонзорства за концерти за така натака. Како иде сето тоа во македонски фирми? Дали е можеби па на тебе би ти било лесно? Ти е лесно, не знам. Те примаат одма, нема проблем или утре ќе се видиме повторно, па нема пари, па има пари. Тоа е многу макотрпна мачна работа и да не беа овие неколку фирми што нас не поддржаа и за скопските концерти овие новите, ја не верувам дека ќе дојдеа до концертите до такво дејство, до таква катарза да се каже дека тоа се такмичи со странски концерти као да не бидам премногу претенциозен као Coldplay и као сите овие светски звезди. Ние преку 120.000 евра инвестиравме во концертот последен во Скопје и 124.000 поточно. Значи, а плюс тоа имам собствена опрема дел, значи дел доаѓаше од надвор, бидејќи имаше 260 квадрати ледскрин на самиот концерт, а јас имам мој 40. Значи, сето тоа доаѓаше од надвор, после тоа сцената беше некаде околу 180 квадрата. Имаше 11 камери што снимаа, имаше. Затоа тоа и така изгледа и на телевизија. Успеа да се најдат сите средства. Па, ви кажав, значи да не беа спонзорите, значи, да, тоа немаше да има теорија да го направиме, но за разлика од многу други, да не ги именувам, не сакам да влегувам во дебати, ние сите пари ги потрошивме во проектот. Ние, така речи, се почастивме од концертот. Значи не се извадија некој. Фактички оставивме траен белег дека и Македонија има со што да се гордее и во технички и во креативен дел, бидејќи можеби по прв пат во Македонија беше изведено да сите песни имаат своја филмска продукција од позади, анимирана, и секоја песна беше следена со позадината на ледскриновите големи од ледскрин со приказна. Тоа го работеше Василевски. Никола, иначе за кого е напишена песната Никола, нешто чудно ми се случува. Тоа е на Димитар Масевски песна на мој старосват. Па мислев за Никола Груевски дека е песната напишена. Не верувам. Ова се многу побитни ликови, имаат завршено школи надвор. Сериозни, овој имаше во Лондон завршено за креатива и за режија и навистина го вообличи, му даде ново руво на самиот наш концерт. Имавме нов гитарист оваа година, Рубен Димковски од Прилеп, кој е као да бил со нас 200 години, као цел живот да свирил со нас. Тоа е добро, кога ќе кликнете од прва. Да, тоа е нешто што е ново откритие и ми дава подстрек дека она наредно што ќе го работиме ќе биде само поквалитетно и бидејќи многу брзо се разбираме. Сега во самиот бенд има исклучително космички поврзана енергија и многу брзо се разбираме сите што правиме. Ние снимавме пред самиот концерт на мобилен телефон на Давор Јордановски и ќе ги пуштевме снимките после тоа и се чудевме како во студио најскапо како Abbey Road да се снимаа, уствари тоа фактички пак игра овој горе. На прав пат себе да ви почаста маце и ќе фрли маце од тоа солцата. Браво, што го кажано, значи стварно. Кога сме околу концертиве, гледам ни кажуваш дека свирите, дека пеете, дека тоа сето, но имате некоја пауза заради ваш член од бендот. Но, зошто нема некоја песна, например, толку години, да се соберете, да направите некоја нова песна, нешто? Ти изгледа си во тек, ние 5 песни нови извадивме. За тебе е мега хит песната. Погледнија на самиот концерт, пее публика, растура. Не постои песна која била 4 месеци пуштена во етер, а да ја пее публика 6.000. Тоа не се десило во Македонија. После тоа македонски бисери, тоа е склоп од 4 македонски песни направени на еден многу интересен начин, кои се мега хит. После Мој народ е на Ристо Самарџиев. После направивме една обработка Јано од групата Триангл. Значи сега овие песни беа на концертот. И на концертот и беа снимени претходно и се дел од новиот албум што ќе излезе во февруари другата година. Да, затоа дека на концертот не бев, немам некои информации, но во јавноста многу и да не. Тоа види се. Ја не можам да не се да кажам дека
Ние не сме Маркетинг, нешто. готивен бенд од медиумите, поготово од мојата матична куќа Македонска радио телевизија, но ние сме за слава, а другите се за пари. Парите ги зима друг, а ние, ете, ко пополнуваме просторот кога е 2 август, кога е што ја знам 8 септември, кога се празници, најголеми обично меморија е главниот бенд. Штета што е тоа така, затоа и ги не сум ги многу слушнал. Ама штета. Да, што е тоа може да така, провериш на YouTube и тие имаат голема гледаност. Да, имаат голема гледаност и тоа е. Зашто бенд како вашиот не заслужува на YouTube да има голема гледаност, него на телевизија треба, ама ете, затоа потоа знаеме сите дека денеска е модерно време, YouTube-от ја надминува телевизијата, би кажал. Па да има околу 8,5 милиона. Сега сакам да ја запрашам околу таа песна, зошто зам би го спомнал само 1600 денари да се заработува вие како автор од таа песна. Автори сме заедно с Туристо Самарџиев. Не знам, немам одговор. Значи, за некој се немам одговор. Значи не постои веселба било каде. Во било кој клуб, било каде, да не биде таја оган под звездите, што ја знам не на да не набројам изведени. Колеги кои свират, викам му наводници тезга, нели? Дали не ги пишуваат, дали не се евидентира. Види да ти кажам автори купиле коли станови од види да ти кажем на работа. Јас се уште сум автор. Ја немам време да се бавтам со правење заткулисни игри. Знаеш, јас сум исполнет, кога ќе го отворам очите од Савајле, имам 100 работи што сум си ги задал како Ве разбирам, но дали некој мислите дека ви ги земал парите, например? Па ги крадат парите, другар. Ева е најпросто, ги крадат парите. И тоа 3-4 аутора и тоа ја кога го разбрав. Нека им служи на чест, што да ти кажам. Треба државата да си ја заврши работата, како и се во државата што, нели, не чини, тоа тамо исто катастрофа. Што да ти кажам. Едноставно, јас не зимам ниту 2% од парите што ги зима еден лик кој апсолутно можеби 90% од македонската јавност не го познава како автор или како некаква медиумска личност. Ни 2%. Тоа е жалосно. Значи, ама не сум само јас. Тука спаѓаат сите оние големи имиња во македонската музика кои се апсолутно неправдани точно на тој начин. Преку за дивно чудо ние имаме 2 члена од бендот кои се членови на тоа некакви од надзорни комисии, они се караат тамо цело време, викаат, игралаат, ама кучињата лајат, карванот си врви. Тоа е. Би било убаво бидејќи ние парите што ќе ги добиеме ќе не направи мотив за тоа да правиме и да твориме понатамо, ќе инвестираме во тоа, бидејќи ние издадовме 3 албум. Само ние и Џони Штулич имаат 3 албум. Џони Штулич касните 80-ти, средината на 80-ти и сега меморија. 3 албум во живо нема ни еден друг. Значи 3 плочи во едно пакување. Значи ние едноставно се што ќе заработиме се инвестираме во тоа да оставиме белек. Значи ние пробуваме браната да ја задржиме, не даваме да пробие и да однесе се по ѓаволите. А многу лесно тоа може да се случи. Бидејќи многу од нашите колеги со парите, ако ги добиете од спонзорите, прават селски приредби. Само да може да им останат што повеќе пари и парите не ги инвестираат во тоа да направат концерт кој за паметење, току прават така концертчиња, а остатокот од парите да ги завршат во џеп. Парите ќе ги потрошите, ама она што ние го правиме ќе остане за навек. Тоа е разликата. Така. Еве, со години сте на нова наше музичко небо, би кажал, мислам вие како бенд и како музичар. Која е разликата од порано, од времето кога беше Тоше, не знам, Андријана Јаневска, мада и сега е, вие, Маријан Стојановски, до ден денеска, еве сега, например, се случува ли нешто во музиката, дали има некаква? Секој време има свој начин на реализација на популарноста или на успехот на тие што го прават. Па се вратиме назад, јас сум потписник како директор на заводната редакција на музичка и касетна продукција на преку 150 изданија.
Подписник сум на 11 изданија како извршен продуцент на народна музика, дигитализација на Васка Илиева, На Никола Сариевски, Никола Бадев и сите заедно со Јанеко Џобашија. Значи пред нас 0 и после нас 0. Значи прашање на добра волја, на желба и на чувство на припадност на одреден народ и нација и должност тоа да се почитува и да се брани со сите сили. За жал, се останато е сведено на купи-продај ден. И тоа е жално, ама, знаете, за разлика од многу други, јас сум навистина оптимист, јас немам време за песимизам во мојот живот. Знаете, да кукам, да ви викам, ова не е, вака не е. Немам време да се бавам со тие незначени тројца личности што во ЗАМП зимаат преку 2/3 од парите на сите автори. Немам време за нив со нив да се бавам. Едноставно, тие се на многу ниска фреквенција космичка, јас со нив не можем дури ни да се дискутирам, а камоли да се секирам за тоа што ни крадат од сите автори во Македонија. Тоа е шлям. Едноставно.